Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате петтиот дел од книгата Победа на Исламот. Книгата Фат Хе Ислам, Победа на Исламот, на урду јазик ја напишал Хазрети Мирза Гулам Ахмад, основаш на Ахмадија муслиманскиот џемаат. Таа е напишана 1890 година, а прв пат била издадена во почетокот на 1891 година. नहीं होता मरहला कोई सर नहीं होता. Читатели, сега да размислиме за приговорите подигнати од Маулви Сахиб, кои всушност произлегоа поради љубомора и крајно зло. Секако, јас останав неколку дена во Алигарха, како патник. Исламскиот закон, шеријат, им дал одредени олеснувања на патниците и постојано напуштање на ваквите повластувања е еден вид на непослушност. За мене важно беше да се држам до сите овие нешта. Затоа го правев она што требаше да го правам. За овие неколку дена на престој, јас понекогаш постапувајќи по пракса на чесниот пратеник, салаллаху алейхи веселем, ги спојував двата намази. Понекогаш на границата на времето, на зухр намаз, јас заедно го клањав зухр пладне со аср и киндија намаз. Вие знаете дека одредени верски зналци понекогаш заедно клањале намази, дури и во своите куки, иако не биле ниту на пат, ниту причина бил дождот. Не можам да го порекнам фактот дека во текот на мојот краток престој не го направив обврзувачко одењето во џамија поради намаз во џемаат, но сепак наспроти моето слабо здравје и мојата состојба како патник, јас не ја напуштив оваа обврска потполно. Маулви Сахиб знае дека еднаш се случи зад него да го обавувам својот намаз во петок, во чија вистинитост јас сега почнувам да се сомневам. Вистина е, потполна вистина, дека во текот на моите патувања не сакам да одам во џамии. Но овој став, чувај Боже, не е поради мојата мрзеливост или омаловажување на Божите наредби. Вистинска причина е дека во нашата земја во текот на ова време, состојбата во нашите џамии стана бедна и јадна. Ако во овие џамии човек посака да ги предводи верниците во намаз, тогаш оние кои носат титули на имам стануваат силно лутни. Ако некој обавува намаз зад нив, тогаш јас се сомневам во обавувањето на ваквиот намаз. На јавноста и е познато дека тие ова го имаат земено како професија. Тие не одат во џамија 5 пати дневно поради обавување на намаз, туку одат во џамии како да одат да отворат дуќан и членовите на фамилијата преку тоа заработуваат средства за живот. Инаку, кога некој биде сменет од таа должност и некој друг биде одреден за оваа служба, оштетените страни се тужат по судовите со цел да добијат решение во своја полза, да водат намаз. Мулвасите, оџите поднесуваат една по друга тужба. Затоа ова не е имамат, водење намаз, туку тоа е алчност и еден мекрух начин. नहीं होता कोई भी नामवर नहीं होता तू जो Зарем вие не сте офатени со слично себично искушение? Зошто тогаш некој треба свесно да си ја изгуби верата? Предскажувањата на чесниот пратеник, салаллаху алейхи веселем, кои се однесуваат на подоцнежно доба, зборуваат за пополнување на џамиите со лицемери. Овие предскажувања се однесуваат на такви муласи, оџи, кои стојат во михрабите, во џамиите и ги кажуваат ајетите од чесниот Куран, додека нивните срца продолжуваат да ја пресметуваат заработката. Не знам од кога е забрането зухр и аср намазите или магриб и иша намазите,
да се клањаат заедно во време на патувањето, нити кој го издал прогласот за забрана за обавување намази до крајот на времето на тој намаз. Чудна работа е дека по ваше мислење е дозволено да јадете месо на мртвиот брат, а дека е харам да во текот на патувањето Зухур и Аср намаз се клањаат заедно. Плашете се од Бога, вие кои тврдите дека сте обожаватели на еден Бог, бидејќи времето на смртта е близу и Бог сосема добро го знае она што го криете. Гледајќи го злото како мета, потребно е тоа зло да се устрели со важни совети. Треба да разберете дека вакво однесување, кое е потполно расипано, се смета за еден дел на телото кој е изместен од своето место и враќање на неговото вистинско место е како лечење на болниот кое бара болниот да биде присутен пред лекар. Друг начин на ова лечење не постои. Ова е причина зошто Бог пратил 1000 пратеници и веровесници и одредил луѓето да бидат кај нив и да ги запознаат, и тие секогаш ги гледаат овие побожни намери. Бог сакал сите луѓе од сите генерации да се осведочат во овие побожни примери со сопствени очи. Да, откако ќе бидат сведоци на отелотворувањето на Божјата објава во нивните личности, тогаш тие ќе настојуваат да ги следат. Да, ова не било неопходно за верата, да луѓето бидат во друштво на побожните луѓе. Бог својата порака ја пратил на некој друг начин, без пратеници и веровесници. Или он на почеток можел да го ограничи пратеништвото, веровесништвото и објавите единствено на поранешниот период и тогаш за секогаш да ја прекине оваа институција. Но Божјата длабока мудрост и проценливост не дозволиле тоа да се случи. Во време на потребите, кога и да љубовта и обожувањето на Бога, исправноста, богобојазливост, чистотата и другите неопходни елементи на верата биле намалени на овој свет, се појавувале побожни луѓе, засилени со Божјата објава. И двете нешта се неопходно поврзани едно со друго. Ако Бог имал намера да ги реформира човечките суштества, многу е важно секогаш да доаѓаат такви луѓе, кои од Бога добиваат посебен вид и кои своите стапки ги ставаат кон Божјата волја. मुझसे तन्हा सफर नहीं होता, मुझसे तन्हा. Без сомнеш, сигурно дека ова големо движење за реформа на човечкиот род не може да биде спроведено само со зборови. На овој пат треба да ги ставите своите стапки на патот по кој одат возвишените Божји пратеници. На самиот почеток, исламот цврсто се држел на овој делотворен начин на реформа, на кого му нема рамен во другите религии. Кој може да покаже сличен пример од повеќе 1000 верни другари на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, кои деноноќно остануваат на неговиот праг да бараат упатство кон потполната вистина и правиот пат? Нема сомнеш на пратеникот Муса алейхи селам му била дадена заедница, джемаат, но толку непослушна и горделива, колку оддалечена и оттргната од духовното друштво и истрајноста. Читатели на Библијата и зналците на еврејската историја добро се запознаени со овие факти. За разлика, заедницата на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем развила едно такво единство и духовно братство во случај на нашиот пратеник, да тие во вистинскиот дух на исламското братство станале едно тело. Нивното секојдневно однесување и живот, се што било манифестирано надвор и што било внатре, кај нив представувало светло на пратеништвото. Тие сите биле слики на Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Ова е големо чудо како тие се промениле однатре. Од обожување на киповите тие станале до совршено обожување на Бог. Оние кои биле потполно потонати во овој свет, покажаа таков однос на искреност со вистинскиот Господар, да на неговиот пат ја пролева крвта како вода. मरहला कोई सर नहीं होता.
Ова големо чудо на внатрешната промена, кое ги преобрази неговите следбеници, на вистина е резултат на тоа што тие сиот свој живот го поминале во друштво на вистинскиот и совршен пратеник, чекорејки по неговите стапки. Од ова причина овој понизен слуга е пратен да ја оформи оваа заедница, и јас сакам кругот на луѓето кои живеат во моето друштво постојано да се зголемува, и во моето друштво деноношно да бидат луѓе кои имаат желба да го зголемат верувањето, љубовта и цврстината на верата. И на нив да се појави Божјата светлина, како што му се појавила на овој понизен слуга, и да им биде подарен овој вкус, кој бил подарен на овој понизен слуга. Нека светлината на исламот биде раширена во целиот свет, и нека знакот на непријателството и срамот биде испран од челото на муслиманите. Стани, бидејќи твојот најубав час е близу и многу набргу, следбеници на Мухаммед салалаху алейхи веселем ке се искачат на високо минаре, каде нивните стапки ке бидат цврсто всадени. Четвртиот огранок на ова движење се одговори на писмата пратени од трагачите по вистината или од противниците. До сега во овој период примени се преку 20.000 писма, на кои е пратен одговор, освен на неколку од нив, кои се сметани за безвредни и неважни. Овој синџир продолжува понатаму. Во текот на секој месец пристигнуваат околу 300 до 700 писма, а во некои месеци овој број достигнува 1000. Петтиот огранок на ова движење, кој Бог го создал со својата посебна објава и вдахновение, е синџир на следбеници на оние кои даваат заклетва на пристап, баијат на мојата рака. Во време на основањето на ова движење, Бог мене ми се обрати зборувајки: во светот е бура на заблудите, ти за ова бура подготвувај ја оваа лагја. Онаа личност која ќе влезе во оваа лагја, ќе биде спасена од потопување, а смртта е за оној кој остане да одбива. И он кажа: секој кој ќе ја стави својата рака на твојата рака во заклетва, на верност, не ја ставил раката на твојата рака, туку всушност на Божјата рака. Семокниот Бог ми даде радосни вести говорејки: јас ќе те усмртам и ќе те воздигнам кон себе, а твоите искрени следбеници и влюбеници ќе останат до судниот ден над оние кои те одбија. Ова се петте ограноци на ова движење, основано од Бог со неговата собствена рака. Личноста која со површни забележувања може да смета дека пишувањето и печатењето на книги е негов единствен важен аспект и другите ограноци ги смета неважни. Но во Божјите очи сите овие ограноци се важни. Големата реформа која Бог сака да ја спроведе не може да се оствари без употреба на овие пет ограноци. Инаку, сите овие работи се оставени под посебна закрила и благодат на Аллах. До конечната цел, Он е единствено доволен. Но исто така, по негова наредба и поттикнување, внимание на муслиманите е свртено и за материјалната помош. Овој апел е во согласност со праксата на сите поранешни Божји пратеници, кои во тешки времиња на ваква помош ги повикуваат своите следбеници. Јас ова ви го зборувам, за да го свртам вашето внимание, да ве потсетам на оваа цел. Јасно е дека за овие пет ограноци на најдобар начин да се прошират, потребна е помош од сите муслимани. Земете го само пример печатењето. Колку многу средства е потребно ако ова работа ја земеме на своји рамиња. Ако објавувањето и распределбата на книгите е наша желба, тогаш ние треба да обезбедиме наши верски изданија, кои се украсени со истражувачка работа и темелни испитувања, и кои се кадар да ги привлечат трагачите на вистината, брзо и во голем број да стасаат до луѓе кои се под влијание на лошите учења и имаат духовни болести и кои се на работ на смртта. नहीं होता मरहला कोई सर नहीं
होता। Денес го завршивме петтиот дел од од книгата Победа на Исламот. Еселаму алейкум.